Ханис има само 16 години, а има веќе неколку кратки филмчиња зад него. Ние бевме на проекција на првиот негов документарен филм кој се викаше Лица. Николај си позборува со Ханис за неговата веќе развиена филмска кариера. Запознајте го Ханис Багашов. Ханис е 15 годишен дечко кој позади него веќе има 5 краткометражни филмови. Во склоп на фестивалот на уметност Паратисима беше прикажан последниот негов филм Лица. Пред почетокот на фестивалот седнавме со Ханис на краток разговор да ни каже нешто повеќе за него и неговите филмски остварувања, тоест колку е едноставно средношколец да се занимава со филм. Беше проекција на филмот, на мојот последен филм, документарен филм, односно мој прв документарен филм, кој се вика Faces. Како дел од Паратисима Скопје имаше проекција 3 дена поред, петок, сабота, недела во джепното кино МКЦ. Тоа е филм кој документира едно време, едни луѓе, едни лица во едно исто место, село Црник, во близина на градот Берово, Источна Македонија, односно дел од општина Пехчево. Тој филм го снимав лани летоска, за 3 дена, многу спонтано. Конкретно почнав на 10 години со глума во детско драмско студио во Тетово, каде што одиграв околу 6 или 7 представи детски. После истовремено пишував и сценарија за мои кратки филмови кои почнав понатака да ги снимам до ден денеска. Се бавам исто така со фотографија. Сум бил дел од 13 колективни изложби, се уште немам своја самостојна, но работам на тоа. Со глума после и ден денеска и сега се занимавам, иако почнав 10 години. После наглумав во новиот филм на Теона Стругар Митевска. Моментално работам на нов спот за нова песна од новиот албум на Златко Реѓански и Бени Чеширим. Го подготвувам во фаза. Истовремено пишувам ново сценарио за краток филм и сум дел од 10 представници од Македонија кои ќе претставуваат државата на светското биенале по црно-бела фотографија во Јужна Кореја. Не, до сега не сум имал никаква врска со државата и со Министерството за култура. Немаат ни буџет до сега моите филмови. Тоа не е буџет, мислам јас самиот ако нешто вложам во тоа. Моите родители, кои сум благодарен. Голема пофалба до родителите и пријателите на Ханис, а се надеваме дека државата ќе почне да финансира млади таленти, бидејќи не планирам во држава да студирам. Сигурно ќе биде странство. Конкретно не знам, имам неколку опции, неколку идеи каде би било тоа, но имам уште 2 години, така што работам на тоа и не би сакал да зборувам конкретно каде би било тоа. Сите имаме подеднакви шанси, само некој знае подобро да ги искористи.